Не сакам да има ниту една дамка во однос на оваа постапка. Датумот е 23 април 2021 година. Во емисијата 360 степени гостува министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Меѓу темите на разговор е, во тој момент, свежо подпишаниот меморандум со американската компанија Бехтел и НК за изградба на автопатски делници од коридорите 8 и 10Д. Ќе го доставам и до вас на увид на јавноста, тоа е меморандум кој што Бочварски е соочен со критиките од дел од експертите и невладиниот сектор дека постапката води кон договарање во 4 очи, што е спротивно на законот за јавни набавки. Тој возвраќа, што и да се случи како последица од меморандумот, законот за изградба и договорот за изградба ќе бидат донесени во транспарентна процедура. И тие двата треба потоа да завршат во собранието, каде што повторно ќе се отворат пред пратениците, пред опозицијата, ќе се разговара со сите страни и апсолутно не смее да има ништо скриено за да не се доведеме во ваква ситуација да се прават паралели кои што се за мене недозволиви во дел на кинеските, еве како што и нарекувате, случаеви, кредити и оваа ситуација. Датумот пак кога се настанати овие снимки е 8 март 2023 година. Близу 2 години откако министерот Бочварски тврдеше дека меморандумот може и не мора да значи ништо, владата потпиша договор со Бехтел и НК. Изградбата на автопатите беше кажано ќе чини околу 1,3 милиарди евра. Усно беа споделени уште неколку детали, но не и писмено. Растеше притисокот да се објави договорот. И тогаш, на 12 април, вице-премиерот Артан Груби свика брифинг за новинарите. Покрај него беа министерот за транспорт и директорот на јавното предпријатие за државни патишта. На тој брифинг во зградата зад мене и беа соопштени две клучни работи. Дека договорот со Бехтел и НК е прогласен за таен, што значи дека владата нема намера да го објави. А потоа ни беше објаснето и дека цената за изградба на автопатите може да порасне од онаа првично соопштената, доколку земјава итно не смени неколку законски решенија со кои ќе се забрзаат постапките на терен. И покрај ставот на владата да не го објавува договорот, 360 степени не се откажа од намерата да го добие по институционален пат. Пред се, затоа што во прашање огромна сума јавни пари. Еден од тие обиди беше документот да го обезбедиме преку Законот за пристап до информации од јавен карактер. По нашето првично барање, јавното предпријатие не одби речиси без образложение. Едноставно, договорот не бил информација од јавен карактер. Се жалевме до второстепениот орган, Агенцијата за заштита на пристапот до информација од јавен карактер, која го поништи првостепеното решение и предметот го врати на повторно разгледување. Во повторената постапка, јавното предпријатие повторно одби да ни ја даде информацијата. Овој пат, решението беше донесено врз основа на така наречен тест за штетност. Во него, меѓу другото се велеше дека откривањето на бараната информација може да го доведе во прашање извршувањето на договорот, а со тоа и реализацијата на стратешкиот интерес на државата. И дека заштитениот интерес е неспорно утврден врз основа на член 1 од Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за изградба на инфраструктурниот коридор 8 и коридор 10Д. Фактот што во цитираниот закон никаде не се споменува тајноста на договорот беше една од основите за повторно да се жалиме до агенцијата. Второстепениот орган повторно ги уважи нашите аргументи и овој пат не само што го поништи решението на државни патишта, туку и го задолжи јавното предпријатие да ни го даде договорот. Но јавното предпријатие повторно одби да го направи тоа, иако ги задолжи второстепен орган со конечно решение. Зошто? Го прашавме директорот ЕУ Простеми. Дознавме дека државата се обврзала да не го дава договорот без одобрение на Бехтел и НК, па дури и кога документот го барало јавното обвинителство. Значи вака. И јас како директор на јавното предпријатие за државни патишта сум подписник на тој договор, но тој договор беше донесен од страна на влада. И подписници на тој договор сме јас и министерот за транспорт и врски и Бехтел и НК. Во договорот има една клаузула каде што вика дека ова делом на тајна и за да се објави овој договор треба да се согласи и партнерот што е Бехтел и НК и владата. Бехтел и НК вика ние не се согласуваме овој договор да биде објавен и ние. И договорот што го имаме доставено до јавното обвинителство, бидејќи јавното обвинителство отвори постапка за подпишување на овој договор, ние побаравме
одобрени од Бехтел и Енка. И Бехтел и Енка даваше согласност ние да го доставиме до обвинителството. Исто така, и Државниот завод за ревизија бараше согласност и ја бараше договорот да го разгледа договорот што го подпишавме ние и Бехтел и Енка. Ние побаравме мислење од влада и од Бехтел и Енка. И ние постапуваме според договорот што го имаме подпишано. И во договорот што го имаме подпишано има клаузула каде што партнерот вика дека договорот не смее да биде објавен, бидејќи тамо има и како се формулираат цените на градба и други ред работи. Но исто така, кога сме тука, јас сакам и порано сум го кажал ова, бидејќи и другите договори што го имаме подпишани ние преку процедурите со Европска банка и преку процедурите со Светска банка, и тие договори не се објавуваат. И тие договори не се јавни. Тие договори се помеѓу подписниците на договорите и процедурите кај, например, кај Европска банка или кај Светска банка. Ве разбирам, но во овој случај тело кое што цени дали еден договор треба да биде јавна информација е Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информација од јавен карактер. Вие сметате дека не треба да ја послушате? Ние, бидејќи ние треба да прво да го почитуваме договорот што го имаме подпишано. И во договорот што имаме подпишано има клаузула каде што ние не смееме да го објавиме еден документ кога другиот подписник не се согласува. И во тоа, кога ги гледаш овие обврски што ги имаш преземено ти како подписник на овој договор, мора да го почитуваш тоа. И ние ја почитуваме договорот што го имаме подпишано. Но не ја почитувате агенцијата. Сега ние бараме, ние ја почитуваме агенцијата, ние ја информиравме агенцијата за договорот дека треба да дава согласност и владата на Република Северна Македонија и конзорциумот Бехтел и Енка, и дека конзорциумот Бехтел и Енка не се согласува договорот да биде објавен, и ние ги почитуваме сите институции и ги информираме сите институции, бидејќи ако не се почитува договорот, има клаузули каде што ние треба да платиме и пенали за тоа што не се почитува законот. Договорот, извини. Може ли договор да биде над законот? Ова беше едно од прашањата на кој побаравме одговор на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Кај професорот по управно право Драган Гоцевски, секако нема дилема. А за да немаат институциите, објаснува тој, реформата на системот за пристап до информација од јавен карактер требаше да ја зајакне агенцијата. Во вакви случаи да може и сама да ги прибере информациите. Но додава, тоа не е така во пракса. И сега можеме да толкуваме зошто е тоа така. Од една страна е практично прашањето, доколку него дава имателот информацијата правото на вас како странка, нема да го даде ни на второстепениот орган. И не го дава. Второстепениот орган нема истражен капацитет да влезе во простори и сам да го одземе. Може само да го побара да му бидат обезбедени. Друг аспект кој што може да се разгледа тука и во начинот на толкувањето е дека и барателите на правото на слободен пристап информација од јавен карактер во жалбениот петит, во жалбеното барање, не бараат агенцијата да му го обезбеди информацијата, туку бараат да го поништи решението и да му наложи на првостепениот орган да одлучи дека ќе му ги даде. И во таа насока агенцијата и постапува во насока на жалбеното барање. Дали може да заклучиме дека законодавецот пропуштил да размислува за ситуација дека на некого може да му текне дека ете нема да извршува, да и покрај второстепено решение речи не ја дам информацијата, зашто не сакам. Сметам дека не треба. Знаете како се, ова е малку пошироко прашање, што доколку една демократска држава не сака да биде демократска држава. Што доколку една република која се декларира како правна држава, каде што едни од основните темелни начела на уставот се начелото на законитост, одлучува во практика да каже нема да ги спроведуваме, не важи тоа за нас. За потенцијално спорните елементи од договорот на владата со Бехтел и Енка постапуваат и други надлежни органи. Државната комисија за спречување на корупцијата изготви анализа која посебно го третира изборот на надзор, посебно изборот на фирма изведувач. За дејствијата кои ги вклучуваат прво меморандумот, а потоа и законот и договорот за изградба на патиштата. Анализата заклучува.
Ваквото постапување на клучните институции упатува на нивно координирано постапување со однапред анализирани и договорени постапки во носење одлуки со цел да се додели договор и обезбедат поволни услови за ангажирање на фирма за изградба на конкретните коридори на начин кој е во спротивност на воспоставениот правен систем во РСМ и го нарушува основниот принцип на владењето на правото. Ако се има предвид и фактот што договорот за изградба на 110 км автопат е во износ од 1,3 милиарди евра, неговото класифицирање со степен доверливо, тоа го прави недостапен за јавноста и стручната фела, создава сомнеш за нереално високо процената вредност на проектот и идна штета на буџетот на Република Македонија. Анализата е пратена во јавното обвинителство, поточно обвинителството за гонење на организиран криминал, кое, исто така, постапува и за изборот на надзор и за изборот на изведувач. Антикорупционерите барале состанок со обвинителството на оваа тема, но не го добиле. Ние пак прашавме, до каде се действијата кои ги презема истрагата. Ни одговорија кусо дека се постапува. Во меѓувреме, ја продолжуваме правната битка и тестирањето на институциите, за тоа колку ги почитуваат законите.